Па по мене, колку јас можам да ги сватам тие работи, тај рудник ако се дозволи да се отворе, значи за мене ќе изгледа точно ете така. За тие две села веќе нема што да се замислува да обстојуват на тоа место. Но јас мислам дека тај рудник ќе ја загаде цела Струмичка околија, Струмичкото поле. А Струмичкото поле, знаеме сите, кое е това поле? Това поле едно време и пошироко од Македонија хранеше, дури Југославија. Значи цела Македонија ќе вкусува од неговите плодови. Значи ќе биде контаминирано всичко и цела Македонија ќе биде затровена. И јас по моите видувања и как се одвиват работите, што се развлечуваат работите од една страна, така дури малку и свикам оште подобро за нас. Секој ден нашата војска, нашата одбрана се проширува. Не само тука на локално, селско ниво. Цела општина, цела Македонија. Јас мислам дека сите умни и разумни луѓе треба да размислят тај рудник ако се отворе, се што ќе расипе. Господине Малинов, во последно време има нови вознемирувачки информации за активистите и за граѓаните со оглед на тоа дека почна да се продават дел од акциите на компанијата концесионер Euromax Resources. Како вие гледате на овие активности? Тука сега јас на тие активности по мои видувања мислам дека сега тука веќе директно се замешува и политиката наша. А јас сум малку повозрасен човек, јас закачувам малку и од Титовото време од Југославија и сега и сум се оште активист, додека ме држе свеста и можностите и ќе бидам. Значи, сега тоа што се праве тука во нашата државичка, тоа беше придокарано со решавање на управен суд, таму ваму станаваше една концесија да се доодземи и това да биде решено. А сега се нешто искрива. Тука јас не сум тај што ќе исправам тие работи, но да кажам јас што мислам. Ако сега не се внимава, ако сега нашите активисти не бидеме поддржани ние, дури јас зборувам за цела Македонија, сите умни луѓе да го спасеме Струмичкото поле, значи, по мене, јас чинам дека тука сега ќе се создаде едно жариште кое сега баш не ни е потребно. Доволно имаме жариште и недосмислени работи во државата, околу државата, Украина, Русија и да не зборувам. Климатски промени, тешок живот, загаден воздух, вода нема. Сега това и треба на нашата истоштена Македонија, која и пред 2-3 дена видехме, гледате за едни историски работи кои не треба да се чачкат на тој начин и това сега ни кусо и тука сега да створиме, да некој покуша да дојде тука рудник да прави.